Сдруженијето Мајка Традиција од Прилеп се вистински чувари на фолклорот, традицијата и нашето културно наследство. Ова здружение брои 40 на членки кои скоро секојдневно се дружат и разменуваат искуства по многу работи. Без исклучок еднаш неделно се собираат и во нивната просторија, која што тие ја нарекуваат етно соба, каде кога ќе влезете, се чувствувате како да сте се вратиле во минатото. Тука ќе ве пречекаат голем број на народни носи и обесени под зидовите, килими, везени и плетени работи, како и голем број други стари предмети. Нашата екипа се одлучи да помине со нив една, како што тие ја нарекуваат седенка, со закуска од традиционални прилепски рецепти. Господи Љубица, присуствуваме на една навистина интересна дружба, така наречена седенка, во вашата етно соба на Сдруженијето Мајка Традиција од Прилеп. Колку често вака членките на Мајка Традиција се собираат и се дружат помеѓу себе? Членките од организацијата на Жени Мајка Традиција се здружена 13 години. Во ова етно соба се одржува секоја недела по еден ден. Во среда, секоја среда сме овде. Дали сме на состанок, дали сме на седенка со закуска, дали сме славиме роден ден, дали славиме на некоја жена и се родило внуче, на некоја и се оженило машкото, па добила сна, па дали се омажило девојчето, добила зет. Па овде си се гордејме, да ви кажам. И со децата можеме да си кажеме и за децата, и за нашата работа, нашето плетало, везело, за нашето минато, сегашност, и за воиднина си кажуваме како мислиме, планираме се. Значи, ова е нашето катче. Ова е единствена ваква етно соба во Прилеп. Една и единствена во Прилеп е ова етно соба на Мајка Традиција од Прилеп. Сите овие стари работи, носи што ги гледаме околу нас, перничиња, килими, од каде се? Перничиња, плетеници, везеници, носи, што ги гледате, сето се од рацете на нашите членки, дали од нив, дали од нивните мајки, дали од нивните сестри, дали од нивните братучеди. Ова е купче. Значи, собрано купче на едно место и од нашата традиција, не само од Прилеп, значи и од околината. Зошто ќе ви кажам? Јас сум Мариовка. Татко ми од Полчиште, мајка ми од Витолиште. Најпресно да ви кажам, сега бевме да си го представиме нашето незаборавено Мариово. Верувајте ми, само може да ви каже некоја слика ако видите или ако сте гледале телевизија. Колку народни носи имате тука? Овде имаме 40 народни носи и да ви кажам, ние сме тие што кај да седниме, кај да застаниме и во полето, и во ливадата, и ке што бевме на мосто, ние ќе се развеселиме, ние ќе си направиме ручек, ќе си ручаме, ќе си се најадиме, напијаме и секогаш весели ќе си дојдеме. На 28 август, по повод големиот празник Богородица, имате една уникатна манифестација единствена исто во Македонија. Покрај седенката, покрај ужинката, денеска малце ние и работно организираме една голема килимијада на Прилеп. Тоа е представувањето етнособата на Прилеп во центарот на градот со своите килими, везаници, плетеници, англина, решилина и друго. Сакам не само членките од организацијата да учествуваат и само нашата етнособа, него сакам да учествуваат и жени од Прилеп, домаќинки кои што си чуваат, негуваат некој свој прекрасен нивни чаршав везан со својата рака, или килим ткаен, или некоја решилие, некоја ангелие, некоја блуза, некоја нешто нејзино творено, да си го донеси на 28 на Богородица во 17 часот во пред сад кулата. На масата имаше поставено навистина превкусни домашни јадења, зелници, пити, познатото мариовско биено сирење, толчени пиперки, благо, овошни салати и уште многу друго. Дел од овие специјалитети пробавме и ние. Вела дека секоја нивна седенка во среда обавезно поминува со вкусна закуска. Освен овие интересни стари носи и килими што ги има околу нас,
тука имавме можност да видиме на прекрасна традиционална трапеза. Да. Еве мене пред малку ми давате да пробам од овој навистина вкусен зелник со спанеќ, така? Да, со блитва е. Тој е посен, пошто сега се пости, некој ден се постиме. Па си правиме еве толчени пиперки прилепски, толчени, домати, салата овошна, сладки, сирење биено, прилепско најбото сирење биено што ги имаме. И така колачина, сладкеве, пајте посни. И се занимаваме. Си правиме седенки, си готвиме јадења, јас се лично готвев чкето, дистано, па тави, па супи, па зелници со жените. Значи само со тоа се занимаваме и времето прекрасно ни врви. Преубаво. Председателката спомна секоја среда се собирате тука, најчесто е вака има закуски. Секоја жена си подготвува по нешто? По нешто си носиме, кој што може. Не е, значи, обврзано да мораш, али глава си носиме, нешто и таа припрема и ние си носиме. И сега, ако негде веќе одиме, и одиме по градиште, одиме по манастири, шетаме, сегде одиме, па таму јадиме. Снибиле во Струмица, снибиле на гастрономине, онам со најубај јадења, со најубај сите жени носиме кои зелници, кои кори, кои солени работи, кои со месо. Сегде одиме, ние сме салачки, неколку пати салачки сни биле во Радовиш, сни биле во Струмица, Ветно село, па сега бевне пролета во Јоаким Осоговски. Кои се најпознатите прилепски јадења што се бараат? Најприлепските, најпознато јадење ние јавни ја викаме. Вие ше викате скопјани компир манџа. Тави, турлитави правиме. Правиме сарми со мали оние за Свети Никола, ние храмо на градо. Правиме илјадници сарми. Ние сите овие жени и уште сите многу жени, 50 жени, правиме безброј сарми за цел град. Ширдени? Ширдени, да, ширдени, тави, полнети пиперки, се нема во Прилеп што не знаеме, се знаеме. Само вие посакајте, имајте желба, ние сме на располагање, ма готвиме, правиме. Мислам дека на гледачите ќе им се пријади од нашиот муабет. Ако, зна, сите што се од Прилеп зна, значи стварно имаме голема дружба. Да ме види во живо, да се ракуваме. А дружба и седенка, освен со вкусно јадење, не ја бидува и без стара македонска песна. Токму една таква имавме чест да ни запее 92 годишната Добрила Ивановска Кабриќ од Дојран, која што беше на гости во Сдруженијето Мајка Традиција во Прилеп, а која пак лани беше победник на шоуто Никогаш не е доцна. Која песен? Билето ми пе, рано на сабајле, рано на сабајле, рано пред зори. Билето ми пе, либето ми оди, либето ми оди, туѓа туѓина. Рачај, порачај, ти млада невесто, рачај, порачај, што да ти купам. Дали пари сакаш, или писмо сакаш, или мене сакаш, дома да дојдам. Како што реков, пресрекна сум и се чувствувам богато, затоа што толку прекрасни луѓе се околу мене. Прв пат се наоѓам во ваква средина, се жени, се пријатни, мили, вредни, домакинки. Ме трогнавте со вашите прекрасни златни раце. Благице, јас благодарејќи на тебе, ова е втор пат да доаѓам во Прилеп. Се надевам дека не е последен. Ти ме одушеви со твојата промоција кога бев гостин, со твојата книга Трепети на душата, Трепет во душата. И не можев да одолеам, морав да ја прочитам твојата песна. И сега ја најдов пак тука, погледни ме. Дакле, гениална е.
Вие, стварно, јас многу ги сакам надарените поети и поетеси и многу имам поезија од цела Македонија, пишуваат и за мене толку многу има написано во мало тело голем дух од Јован Мацковски, он исто така напишал. Сава Јона напишала песна за мене, се надевам и ти ќе напишеш една песна за мене. Јас сега пишувам книга и многу сум среќна што ќе одвојам еден добар расказ за дружење со вас. Членките на Мајка Традиција велат дека овие средби ги враќаат и ги потсетуваат на младите години, за кои иако толку многу копнеат да се вратат, сепак овие дружби некако го компензирале тоа што недостасува. Па, ни недостасуваат, ама пак затоа си најдуваме еве вака некои седенки, ќе си го разубавиме денот, ќе си се договориме, ќе се организираме било зашто. Еве, сега треба да завршиме и одиме во градска библиотека на некоја манифестација, промоција на книга, а после тоа следува октетот. И значи цел ден ние нас ангажиран со некои убави работи и сме го отепале денот. А денеска уште повеќе ни го разубави денот, како што кажав и претходно, нашата Добрила. Понекогаш паѓаат и посериозни дебати. Колку и дали младите се заинтересирани за продолжување на фолклорот и традицијата, и дали некогаш ова што овие жени го имаат и го поседуваат како наследство, би можело целосно да исчезне поради неангажираноста на нивните ќерки и внуци. И еве вака си подплетуваме некогаш од ние забораено плеталото од некогаш. Нашите мајки ќе стана во 2 сато, ќе ткајат, ќе предат, ќе плетат чорапи, немало некое фермеле му требало. Сега младите ништо не сакаат. Ни па ние си заборавивме, ние ништо не плетиме веќе сега. И рачната работа, да, не е ценета. Не е ценета, кај е ценета? Не бе, сега сето готово и купено. Еве што си да ги доплетиме, И тие што ни беа сплетени ги фативме, да, и сме безплетеници. Не се плети сега како некога што се работеше, да си кажеме, правина се. А си велам дека ќе се врати децава, ќе се врати наново. Нема волнено, али друго ќе се врати везало, вакво ќе се врати, овие работи другиве, да. Ама слабо. Ги оставиме членките на Мајка Традиција да продолжат со нивната дружба, советување дека ќе ги снимиме на нивниот голем нареден настан, наречен Килимијада, која што ќе организираат во центарот на Прилеп на 28 август, на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица или кај народот позната како Голема Богородица.